На задоволство на сите кои учествуваат во проектот за консолидација на земјоделското земјиште, по Спанчево и во Соколарци успешно помина собранието на учесници во консолидацијата на земјоделско земјиште, што се одржа на 20 декември. Собствениците на земјиште, земјоделците и од Спанчево и од Соколарци, избегувајќи, појавувајќи се на собранијата во огромен број, покажа прво дека се исклучително заинтересирани за процесот на консолидација, а второ покажа и една желба и волја да работат на напредокот на подобрувањето на земјоделското производство во двете села, во атарот на двете села. Тоа што сакам дополнително да ви кажам, дека со организирањето на овие собранија, во суштина процесот започнува. Допрва не чека една голема работа, во која што ќе бидат вклучени сите стручњаци од разни области, за да овој процес на консолидација успешно го водиме и се надевам успешно го завршиме. Учесниците, собствениците на земјиште и понатаму ќе бидат вклучени во секоја поединечна активност, прво преку директни контакти во кои тие ќе ги изразат своите желби и барања или очекувања од процесот на консолидација, а второ ќе бидат вклучени во јавните увиди и сите оние административни чекори кои што треба да се поминат во процесот на распределба, и последниот најважен чекор ќе бидат повторно повикани на собрание да гласаат за усвојување на реалотмент или на планот за распределба. Митик Арсова додаде дека од Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО и од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и од Цветковски консалтинг, како давател на услуги поврзани со консолидацијата на овие две подрачја Спанчево и Соколарци, дека секогаш им стојат на располагање на собствениците на земјиште, сега веќе учесници во проектот, и ќе направат се да во овој процес никој од учесниците не биде оштетен и сите да ги видат придобивките од процесот на консолидација. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани уште еднаш ги истакнаа придобивките од консолидацијата на земјоделското земјиште. Цели на консолидацијата се да добиеме после овој процес по големи земјишни парцели, треба да овозможиме напредување на земјоделското производство, поголема обработка на расположивото земјоделско земјиште, постигнување на поекономично производство и примена на посовремени агротехнички мерки. Со самото тоа што ќе добиеме поголеми парцели, ќе се намалат производните трошкови на нашите земјоделски производи и на тој начин истите ќе можат да бидат конкурентни на домашниот и на европскиот пазар, а исто така и ќе возможиме економично користење на земјоделската механизацијата. Нашето подрачје представува идеално подрачје за спроведување на овој процес, бидејќи располагаме со едногодишни култури и располагаме со земјоделско земјиште кое отприлика со иста катастарска класа и квалитет. После спроведувањето на консолидацијата во овие населени места се надеваме дека ќе го продолжиме самиот процес и во други населени места во кои постои идеални услови за спроведување на истото, како например имаме идеални услови за спроведување на овој процес и во населено место Чишиново, во населено место Чифлик од општината Чишиново и Блешево и во населените места од општина Кочани. Постапката е во надлежност на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а се имплементира од страна на Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО со финансиска поддршка од Европската унија.